Во организација на Македонското здружение Вардар Качарево на 26. август во центарот на селото се одржа манифестацијата Средба на гајдаџи наречена Сличности и разлики. 12 гајдаџи од Србија и Македонија по 10 пат се собраа и заеднички дадоа придонес за промовирањето и зачувувањето од заборав на овој инструмент. Ова година обезбедивме и од Прилеп и од Демирхисарско. Од Лебана имаме двајца, од Зрењана имаме еден, од Белград имаме 3 гајдари и од Стара Пазова имаме исто гајдари. Интересно е, например, за Стара Пазова ќе свири унгарска гајда. Од Зрењана им свират банатска гајда, од Лебана моравска, како е викаат, а од Македонија македонска гајда. Гајде нема граница. To je gajde bez granica. Gajde ima terapeutsko dejstvo. Gajde slušati. Ko će slušati svoje gajde, iako je bolan, će zaboravi na bolest. Znači, kao terapeute. Неколку часа во центарот на Качарево одекнуваа звуци од гајди од различни места и искусни мајстори. Gajde sviram 20 godina. Naučio sam tako od mog oca, tako dugogodišnji gajdaš. Sviram во две културно-уметнички друштва, Кутилинден Демирхисар и Кутилинден Битола. Настапувам на фестивали, ова година бев во Долнени, бев на семинарот во Битола на Линденски денови и во семинарот во Кичево, што се одржува исто за народни инструменти. И сум многу активен на вакви средби и сакам да учествувам редовно. На оваа средба учествуваше и најмладиот гајдаџија во Србија, за кого искусните познавачи на овој инструмент велат дека е вистински мајстор. Ове године сам дошao jer kad sam dolazio pre 3 godine, kad su me pozvali odavde, meni se mnogo svidelo i organizacija je super i manifestacija, sve mi odgovara, zato sam ponovo došao i svake godine ću da dolazim ako me zovu. Љубовта кон овој инструмент кај гајдаџиите е голема и постојана. Се родила случајно или пак им е пренесена од нивните предци додека биле мали. Љубовта кон гајдата влечи корени од мојот прадедо, кој што бил гајдаџија. Па со текот на времето немало кој да го наследи, преминувајќи преку мојот дедо, татко, директно љубовта е пренесена кон мене. Тоа повеќе се зголеми со моето запишување на факултетот за етнокорологија во Штип, каде и дипломирав 2014, а сега сум моментално магистар по фолклористички науки, така што покрај што ја свирам, ја обработувам и теоретски од научен аспект гајдата. Gajde sam izabrao zato što vrlo malo mladih svira taj instrument i iz tog razloga sam ja teo da počnem da sviram gajde, da se one otrgnu od zaborava. Благодарение на вакви ентузијасти и институции кои ја негуваат традицијата, овој инструмент има иднина. Во Македонија, за среќа, се повеќе и повеќе се раѓа љубов за изучување на народните инструменти, поготово гајдата. Благодарение на Факултетот за музичка уметност во Штип, Факултетот за музичка уметност во Скопје, исто така и Средното музичко во Битола и во Скопје. Значи има доста млади кои што започнуваат и континуирано работат на инструментот гајда. Можам тука да наведам како добра страна што и самите луѓе во Македонија почнуваат како да прават еден вид помодарство, што гајдата ја воведуваат скоро, можам да кажам, на секоја свадба. Значи, буквално да кажам, се изфрлаат трубачи, не знам, блек оркестри, како изненадување се воведува гајдата, зурли, тапани, кавал и слично. Почнав 2012 свирам по свадби и немаше многу. Значи, поќе беа трубачите, ама како што итат годините се поќе и поќе. Ете, лани имав скоро 50 свадби, ова година скоро 40. Значи, секоја година имам полни раце работа. Освен гајдаџи, на оваа средба редовно доаѓаат и научни работници кои собираат материјали за своји трудови. Јас не сум гајдарка, не знам да свирам на гајде, ама родив
Eden Gajdar i toj sviri gajde od najmaleni, ja ne znam koliko godina imaše sin Miloš, koji tuka je gostin i učestvovana dosega na, mislim, na jedan ili dva sobira ne beše, na site drugi beše tuka. Sviri makedonski gajde, bugarski, sviri vojvođanski proglasni gajde. Ja sam igra orka, nekoga žbe igra orka, folkloren pedagog, se bavam so koreografija, imam taka golem broj koreografije i vo Srbija i vo dijaspora i mnogo me interesira собирање на етнокореолошка граđа. Во рамките на оваа манифестација, а по повод една деценија од нејзиното одржување, направена е брошура во која се опфатени досегашните учесници на средбите, но и поранешните мајстори на овој инструмент кои живееле и свиреле во Качарево. Хрватското друштво за култура од Шид беше домакин на членовите на Асоцијацијата на фолклорот Плетенка од Битола, кој по тој повод има и прекрасен концерт на Шидско културно лето. Mi smo njih ugostili 3 dana, bili su učesnici Šidskog kulturnog leta, ostavili su više nego lep i povoljan utisak, posebno iz razloga što makedonski melos i igre je retko imamo prilike vidjeti na ovim prostorima uživo. Ja pretpostavljam da će oni otići za Bitolu večeras sa lepim utiscima i da će im ovaj boravak u Šidu i nastup na Šidskom kulturnom letu ostati u trajnom uspomenu. Асоцијацијата за фолклор Плетенка од Битола формирана е со цел да изучува, негува и презентира македонскиот фолклор и култура во земјата и во странство. Главна цел е запознавање на помладите генерации за македонската традиција, корени, ентитет, затоа што тоа е базата која го сочинува и карактеризира еден народ. Асоцијацијата за фолклор Плетенка е формирана 2001 година, веќе 16 години сме на нашата фолклорна сцена. Работиме 365 денови во годината, имаме околу 160 членови кои што работат во фолклорната и музичката секција. Значи имаме 4 фолклорни секции од најмали пионери па се до сениори. Работиме добро, имаме 11 раководители кои што работат со децата и би споменал сите тие се доброволни волонтери кои што работат со децата со љубов. Посетуваме, излегуваме надвор од државата 3 до 4 пати годината. Значи, ова година имаме гостување, уште ни престојуваат гостување во Бар, во Црна Гора, ќе одиме и за Бугарија, во Перник. Значи, имавме турнеја, значи, Суботица и Шид, така да богата година и мноштво настапи во нашата држава. Пријателските и добрососедските односи помеѓу Македонија и Хрватска секако докажуваат и ваквите гостувања, на кои се презентираат како македонските, така и хрватските културни богатства. Преку нашите гостувања на нашите ансамбли тука и во Хрватска и во Србија и во Македонија можеме да видиме разликата која што имаме. Значи, разликата е нашата култура, нашите обичаи, нашата носија која што имаме. Значи, тие се работите кои што не прават различни, но кога ќе ја слечиме таа носија, ние сме сите исти. Значи, со отворено срце, со отворена душа, кога пристапуваме на работите, изгледаат многу лесни и едноставни за организирање. Асоцијацијата за фолклор Плетенка пред ова гостување во Шид имаше прекрасен концерт и во Суботица. Ваквите гостувања секако остават големи впечатоци кај членовите. Се беше прекрасно. Вчера имавме и настап пред публиката, им се представивме и преубаво се поминуваме. Ја бевме во Суботица, стекнавме дружење со нови пријатели. Супер беше таму, градот ми се допадна, еве сме се и во Шид и тука е супер градот.
и тука стекнавме нови пријателства и имавме настап. Супер беше настап, имаше доста публика и тоа. Во текот на ова 3-дневна посета на ШИД, гостите од Македонија посетија галерија на Сава Шумановиќ, музеј на наивна уметност Илијанум, како и Маријанското светилиште во Моровиќ.